Во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин започна проект на програмата Еразмус Плюс, кој ќе трае до 2020 година, а ги спојува учениците од Македонија, Хрватска и Словенија. Професорите и учениците од училишните центри, учесници во оваа програма, очекуваат зголемување на стручните знаења и вештини по пат на примена на модерни комуникацијски технологии. Денеска започнуваме еден проект на Еразмус Плюс од Националната агенција, во кој апликанти сме ние како училиште. Овој проект го добивме и овој проект ќе трае до 2020 година. Сами не сме во проектот, имаме партнери, тоа се партнери од Смартек, тоа е од фирма која е под електрофакултетот во Скопје, електротехнички факултет во Скопје ФЕИД, потоа од Винковци, Средно училиште техничко од Винковци, Универзитетот од Марибор и школски центар Крајн од Словенија. Професор доктор Живко Колански од Факултетот за електротехнички информацијски технологии од Скопје истакнува дека овој проект има повеќе цели, а една од нив е развивање на методологијата за колаборативно учење на далечина, така што сите ученици ќе работат на иста задача на далечина, а со тоа ќе ги подобрат нивните знаења и вештини во средното стручно образование. Во самиот проект ќе се разви една платформа на која што ќе може да се изработуваат лабораториски вежби, а пред се тие лабораториски вежби ќе може да ги изработуваат професорите од средните стручни училишта за понатаму да може тоа самиот проект да живее. Покрај тоа што треба да развиеме таа платформа, ние треба во овој проект и да ги истренираме. Значи, ние кога мислам на учесниците кои што доаѓаат од универзитетите, Универзитетот од Марибор и Факултетот за електротехника и информацијски технологии, да ги истренираме всушност професорите за одржливост на самиот проект. И кон крајната фаза на проектот ќе се изберат група на ученици од секој од средните стручни училишта од различните земји. И тие всушност ќе бидат еден вид на proof of concept, да видиме дали она што сме го зацртале во самиот проект, дали ќе биде успешно, односно како учениците ќе ги прифатат овие нови технологии и како ќе напредува нивното знаење. Матеј Вукушик и Сречко Силовик се представници на училишните центри од Винковци и Крајн, кои долго време соработуваат со Средното електротехничко училиште Михајло Пупин и очекуваат позитивни резултати од проектот. На овој проект работиме веќе 2 години и се надеваме на успех и позитивни резултати за училиштата и учениците. Веќе долго време соработуваме со училиштето Михајло Пупин од Скопје и веруваме дека овој проект ќе донесе конкретни резултати кои ќе бидат многу корисни, посебно за учениците од средните електротехнички училишта. Проектот доби поддршка и од општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски напомена дека општината и во иднина ќе работи на овозможување на услови за стекнување на квалитетни стручни вештини кај учениците. Драго ми е што баш во општина Газибаба, во Средното училиште Михајло Пупин сме домаќини на првиот нивни состанок. Се надевам за успешна реализација на самиот проект, а од друга страна максимално Михајло Пупин како средно училиште кој што има своји препознатливи брендови во оваа струка, а посебно во електротехничката струка, каде што веќе имаме добри соработки со бизнис компаниите во општината и во Република Македонија, ќе направиме се тоа да продолжи во идниот период. Средното електротехничко училиште многу пати досега успешно реализирало поголем број проекти со цел овозможување подобар пристап до информации за учениците.